Стресното време во кое живееме носи секојдневно се повеќе главоболки, вкочанетост, неправилна работа на нервниот систем и слично. Најчестите проблеми се кај женскиот пол, доколку навремено не се интервенира, доаѓа до посериозни проблеми како вртоглавици, заматен вид, па дури болки и на останатите витални органи. А клучното решение за сето тоа е масажа и добра релаксација на телото. Често пати кажувам дека масажата е божји лек. Многу вреден лек. Историјатот на масажата е зачудувачки. Значи, масажата прв пат се спомнува 3500 година пред нашата ера во Стара Кина и од тогаш кинезите, а понатаму и другите, почнале да ја користат рачната масажа исклучиво како лек. Превентивната масажа е клучното решение за да не дојде до посериозни компликации, а доколку веќе лицето има проблеми, редовното опуштање на нервниот систем и добрата циркулација на крвта може да ги ублажи симптомите и да не дојде до влошување на состојбата. Дефиницијата е под масажа се подразбира методичко механичко дразнење на кожната површина, кожата, подкожните ткива и мускулите се до коската, при што по рефлекторен пат се предизвикуваат редица на промени во организмот. Сега ако го образложиме тоа, значи масажата уште со самиот допир, и една дефиниција вели секој допир на раката со телото е масажа. Фактот дека граѓаните имаат чести вакви проблеми е видливо, особено при промена на време, лоша исхрана, падното расположение и слаба циркулација.